Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте назад во вториот дел од Пелагонија на дланка. Како што знаете, овој втор дел од попладневната програма е наменет за да ве информираме за сите актуелни случувања кои што се случуваат во Преспанско-Пелагонискиот регион. Некогаш се разбира да промовираме некој талентиран, а некогаш да ве информираме и за успесите кои наши сограѓани ги постигнале. Еве денеска во студиото на Пелагонија на дланка во телевизија Орбис, мои, а и ваши гости се членови од студиото за хип-хоп и модерен балет Dare to Dance од Битола, се разбира тука и нивната инструкторка Олгица Николовска. За почеток, добре дојдовте во Пелагонија на дланка. Добре ве најдовме, благодариме на поканата. Еве во денешната емисија ќе ги информираме нашите гледачи за вашето последно постигнување. Се разбира тоа и главниот мотив поради што вие денеска сте сите тука присутни. Морам да кажам дека само дел од вашите членови се тука, останатиот поради определени причини, некои се зафатени со екстерно тестирање и слични обврски не можеа да дојдат, но ќе проговориме се разбира околу сето тоа подетално. Главниот мотив поради кој што сте тука е учеството на државниот надпревар. Еве за почеток да откриеме за каков државен надпревар станува збор, во која категорија, кога се одржа и каде? Па вака, тоа беше куп, мислам официјално име на надпреварот е Куп на Македонија, тоа е државно првенство во модерни спортски танци. Овој пат, значи за разлика од претходните години, имаше поголем број на надпреварувачи. Има доста категории, не можам сите да стигнам да ги набројам. Нашите деца учествуваа во хип-хоп неколку поделени категории и освоивме доста места, иако се почетници, значи за дел од нив кој настапува прв пат доста добро помина. Надпреварот беше поделен овој пат на 3 дела. На Б класа, значи тоа е категорија каде учествуваат надпреварувачи кои се почетници, значи играат помалку од 1 година. Потоа имаше А клас, односно тоа е Купот на Македонија и државното првенство во латиноамерикански стандардни танци, каде танцуваат танцови двојки, спортски танцови двојки. Сите учесници, барем оние што денеска ги имаме тука, малку подоцна во попладневната програма Пелагонија на дланка, ќе имаат можност да ни кажат нешто повеќе околу самите нив, колку време танцуваат, се разбира кое место го освоиле тие. Колку учесници од вашето студио Dare to Dance учествуваше на државното првенство во Скопје? Па за сега имаше околу 15 на дечиња, ама беа пријавени во повеќе категории, така да испадне дека освои повеќе места. За нивното, мислам за бројката што беа пријавени, овој пат, значи, беше дозволено со една котизација да се пријават повеќе пати, пошто обично, значи, котизацијата за било која категорија наредно се доплеки и беше шанса, значи, за некој прв пат што настапува, сака да види како е да пробаа тоа. Јас морам да ви честитам на сите за успесите кои што ги постигнавте на државното првенство. Еве ќе се навратам подетално околу самиот надпревар. Кажете ми нешто повеќе околу жирито, колку жири ги оценуваше сите тие учесници кои што беа дел од државното првенство и колкава беше конкуренцијата? Каква беше конкуренцијата и од каде се имаше учесници? Па имаше околу 7-8 члена во жирито, најчесто пошто е државно првенство, дел се од Македонија, дел од странство, додека надпреварувачите се само од Македонија, значи на државно ниво. За разлика, како што кажа, преди претходните години имаше доста повеќе надпреварувачи, значи да речеме пред 5-6 години ако имало околу 500 пријавени, овој пат имаше скоро 1000. И зависно од категоријата имаше и, мислам, конкуренцијата беше солидна за разлика од претходните години во однос на пријавените. Да. Значи добро помина. Баш ми е драго. Малку подоцна вас ќе ве прашам колку сте задоволни од успехот на сите ваши ученици кои што се дел од студиото Dare to Dance. Еве ќе започнам од Ивана која што стои веднаш до мене. Ќе те замолам за почеток да се представиш пред нашите гледачи, колку години имаш ти, во кое училиште учиш
учиш и кое место го освои на државниот надпревар? Па вака, јас сум Ивана Димитровска, имам веќе 14 години. Учам во основното училиште Стив Наумов Битола и конкретно за државниот надпревар бев задоволна, се разбира, од местото кој што го зедов, иако бев во две категории пријавена. Прво имав група, бевме мала група од 7 души, а друго играв, во другата категорија играв соло, исто така бевме две во конкуренција. Во првата конкуренција ова која што имавме категорија, односно групата, освоивме прво место, освоивме и пехар, а втората категорија каде што бев исто освоив прво место и така да ги сакам надпреварите, убаво се поминавме сите. Јас морам да ти честитам за твојот успех, еве се надевам дека и во иднина ќе достигнуваш многу успеси, се разбира, нашата телевизија е тука за да ве промовираме сите вас и да ги информираме нашите гледачи за сите ваши успеси. Колку време, Ивана, ти се занимаваш со танцот? Од кога почна твојата желба? Па вака, мајка ми прво си имаше распрашано, мислам, бидејќи јас и сестра ми немавме некој многу голема активност. Исто така ми се допадна идејата на хип-хоп, не знае прво што значи тоа, но веќе од октомври месец почнавме да одиме. Сега октомври месец во 2014? Да, во 2014 година, тогаш почнавме да одиме. Првиот надпревар беше во март, крајот на март, и тогаш исто освоивме прво место. Браво. Тоа беше така, полагавме испит на тренинзите и сите положивме, сакам да кажам, супер беше. Навистина одлично, од октомври месец си дел од студиото за хип-хоп и модерен од октомври балет, месец, да. а веќе толку постигнување имаш и толку успеси. Да. Може би ете, како што кажа, танцот ти е во крвта, па конечно се пронајде во тоа. Да. Баш ми е драго. Еве веднаш до тебе стои Петра. Петра, представи се и ти на нашите гледачи и кое место го освои ти на државниот надпревар? Јас сум Петра Димитровска, учам во основното училиште Стив Наумов. Имам 9 години. Јас на хип-хоп од октомври, заедно со мојата сестра. Јас го освоив на соло, трето место. И Одлично, честито и за тебе, Петра. Еве, бидејќи вие двете се сестрички, освен оние проби што ги имате во вашето студио со вашата инструкторка, се случува ли дома да си вежбате самите? Да, се подразбира тоа, да. Секој дневно или во зависност од обврските кои што ги имате на школа? Еве конкретно сега за надпреварот што игравме соло, бидејќи групата која што имавме во таа категорија беше со припремна кореографија, значи сите ја вежбавме, бидејќи не може, некогаш и сами ја вежбавме дома, но конкретно за соло многу повеќе се спремавме. Исто така баравме на интернет некои чекори нови да пронајдиме, за да можеме секако да вметнеме во тоа. Игравме, значи, на песна, си пуштавме дома и мораше да се вежба, да се проба, за да се постигне успехот. Значи му дававте вие некои ваши предлози на вашата инструкторка околу кореографијата, Да. на кој начин ќе изгледа таа на државното првенство? Прашвавме дали, например, еве конкретно јас, се консултирав дали би можела тој чекор да го изведам, дали е баш коректен за ова категорија, односно еве за хип-хоп, и така се спремав. Еве ќе се навратам на вас како инструктор. Дали само вие сте инструктор во студиото Dare to Dance? Од каде ги црпите сите оние идеи за кореографии и колку ги прифаќате еве идеите од вашите ученици? Па моментално да, само јас работам и постарите танчерите што се повеќе време во студиото исто Како така. Филип што ни е тука, малку подоцна ќе Исто така проговори. и тие понекогаш ми помагаат, пошто сепак не можам се сама да стигнам. Иначе да, бидејќи сум сама и заради други обврски секогаш не можам да стигнем нешто ново да им покажам, па мора да се вежба на старото, пошто сепак е кореографија, значи не е нешто што нас секој се учи само ново и ново. Предлозите што ми ги дават сите деца ми се секогаш добре дојдени и можам да кажам дека солиден дел од нив во кореографите веќе се искористени и многу ми е мило што и тие самите се интересираат нешто да вклучат во
во кореографијата која играт. Навистина одлично. Еве тука е Филип, тој е еден од постарите членови на Dare to Dance. Колку време, Филип, ти се занимаваш со танцот? Се занимавам со танцот 3 години во студио и сакам да кажам дека сум презадоволен. Започнав мај 2012 и супер. Значи нема нешто што можам негативно да кажам. Колку ти му даваш идеи еве на инструкторката околу сите оние кореографии што се припремаат? Еве вклучувајќи го и ова државно првенство, дали може би учествуваше во подготовката на овие деца кои што... Па не учествував, али се подготвував сам за некое наредно. Немав прилика да учествувам на ова државното првенство и многу ми е жал поради тоа, али кога ги видов на YouTube, на интернет, толку се наежив што толку многу брзо се спремија и многу солидно. Да. Сепак вие сте дел од едно студио и мислам дека сите треба да бидете горди на успехот кога некој ваш член, некој ваш другар ги постигнал без разлика дали е на државно првенство или друго надпреварување. Еве ќе ни откриеш ли зашто се подготвуваш ти? Што е наредно што може да го очекуваме од тебе? Јас и другите се подготвуваме за август, за Охрид, тоа е надпревар за хип-хоп, стрикно само за хип-хоп и ќе видиме што ќе направиме таму. Ајде, дај Боже. Тука е нашата телевизија повторно ќе речам, па ќе ни биде драго повторно со задоволство би да имаме гости во нашето студио. Еве веднаш до Петра стои Ивана. Ивана, здраво. Како си ти? Добро. Колку време ти се занимаваш со танци? Кое место го освои на државното првенство? Јас со танци се занимавам отприлика 2 месеци. На државниот надпревар освоив 7 место. Браво, значи само 2 месеци се занимаваш со танц, веќе имаше можност да учествуваш на државно првенство и освои 7 место. Навистина е за честитки и за пофалби. Од каде идејата кај тебе да бидеш дел од студиото Dare to Dance? Може би од порано имаше желба да танцуваш, па сега конечно се реши да бидеш дел од едно студио, па професионално да се занимаваш. Од каде твојата желба за танцот? Јас мала сакав да танцувам и пред околу 4 месеци сестра ми се запиша во ова студио, па потоа и јас отидов. Задоволна си од инструкторката како ви ги држи сите тие проби? Да. Му даваш ти некои идеи, не? Па да, сега не толку. Добро, сепак уште си само 2 месеци да научиш сето тоа, да се вклопиш повеќе, па се разбира, после ќе очекува сигурно и од тебе идеи. Како гледаат твоите другарки еве на сето ова, на сета таа вклученост, на твоето играње? Сакаат ли ти се јавува ли желба кај нив да ти се придружат во танцот? Да, голем дел од моите другарки сакаат да се придружат, ама не се запишаја. Да. Еве ќе се навратам кај инструкторката кога сме кај запишувањето. Кој се може да биде дел? Дали имате некоја си возрастна граница од колку до колку години? Дали се поделени во посебни групи сите кои што сакаат да бидат дел од вашето студио? И има ли определен рок кога може да пристапат кон вас? Или тоа трае во текот на целата година? Па уписи да, имаме во текот на целата година, значи кој кога сака може да почне, возраста не ни е ограничена. Групите се поделени во зависност од нивната возраст. Значи, например, кога правиме упис за возрастна група, има стриктно одреден период. Меѓутоа, во групите што веќе ги има, значи, може било кој да се придружи во секое време. Каде се наоѓа вашето место каде што ги одржувате пробите, еве доколку некој сака да ви пристапи, каде може да ве најде? Како да ве контактираат? Моментално сме во местната заедница Борис Бастерот, кај малото училиште Даме Груев, позади Пелагонка 1, или може да не контактираат на Facebook, на профилот Dare to Dance и исто така на фан страната на Dare to Dance, студио за хип-хоп и модерен балет. Да, па еве верувам дека со нашиот разговор барем неколку ќе мотивираме да пристапат кон вас и да станат членови на студиото Dare to Dance. Еве Мартин денеска си го носи медалот кој што го освои на последното државно првенство. Здраво Мартин. Здраво. Колку години имаш ти и од кое училиште доаѓаш? Доаѓам од Даме Груев и имам 9 години. Еве кажи ни нешто повеќе околу државното првенство, кое место го освои ти? Јас го освоив второто место и веќе сум запишан 2 месеци.
Браво. Во која категорија се надпреваруваше и колку време се спремаше? Пошто релативно малку време си ти 2 месеци, дали цело време од кога се запиша во Dare to Dance, цело време се подготвуваше за овој настап на државното првенство? Не, ама не беше многу лесно, ама успеа. Успеа, браво. Имаше ли многу конкуренција? Да. Верувам дека одлично си помина, дека запознавте многу нови другарчиња таму во Скопје. Како сте задоволни од цела дружба која што имавте на државното првенство? Запознавте нови другари? Па да, еве да би можела да кажам, овие конкретно од студиото Степ, кои што играат, еве конкретно со нив кога одевме и во автобусот, значи кога одевме за Скопје, се запознавме со голем број на деца и значи и на самиот надпревар истото беше, значи се дружевме заедно. Значи и во автобусот и сегде, значи се запознавме со голем број на деца, но еве со децата од Скопје, конкретно јас немав прилика да се запознам, но доволно и ова досега што се постигна. Да, тоа е едно од предностите кои што ги нуди сето во освен танцувањето, сепак тука и стекнувањето на нови другарства и дружењето. Еве, Филип, ни кажа ти за што се подготуваш. Кои се твоите поголеми успеси кои што си ги имал досега? Па, обично јас на надпревар се пријавувам во хип-хоп дуо. Значи тоа најмногу го сакаш. Да, мислам дека таму сум најспремен и можам да покажам се она што можам. Најголем успех ми е 4-то место и задоволен сум. Сепак, искуството е поголемо на надпревар да го доживееш и да се види до кај си. Точно така, еве ти посакувам на надпреварот во август барем најмалку првото место да го освоиш. Се разбира, тоа е најголемо достигнување. Ако не прво, барем второ или трето, па ќе ми биде драго. Верувам и на нашите гледачи. Јас би сакала да ве замолам, не знам колку ќе можеме тоа да го постигнеме во нашето студио, дали ќе има простор, дали ќе може барем 1 или 2 чекори, некој од вас доброволец да се пријави и да ни одигра. Може. Ајде, повели Ивана. Првиот пат кога јас конкретно се запишав во ова студио, учевме основи на хип-хоп. Првиот чекор кој што го научив беше хоп степ, па еве би можела и да покажам. Друго исто така од друга категорија беше брейкданс, значи ти имаше и други чекори. Еве би можела и тој чекор да го некој еден од тие чекори. Друго исто така имавме пируети, тоа се реки балетските чекори кои што ги учевме, некои основи на балет и слично. Одлично. Фала ти многу за оваа демонстрација што имавме. Барем накратко се разбира толку е можноста на студиото, барем нешто накратко, се разбира повеќе нашите гледачи ќе имаат можност во текот на целата емисија да видат од вашиот настап, од вашето представување на државното првенство кое што се одржа во Скопје. Еве кажете ми, колку сте вие самите задоволни од успехот кој што го постигнавте на државното првенство? Ќе представува ли ова поголема мотивација? Па се разбира. Да. Прво зависи од конкуренцијата, значи би сакале секогаш да освоиме кој што може поголемо место. Ова е доволна мотивација за нас, значи да се истакниме, да земиме. Значи не е ни битно да се земи некој медал или некој место, сепак најбитно е да се учествува на надпреварот. И јас во секој случај би сакала и понатаму да учествувам во сите надпревари. Да, и да продолжиш во тоа. Да. Со тоа. Еве Петра, ти колку си задоволна од твојот успех? Јас сум многу задоволна од мојот успех, бидејќи имаше голема конкуренција. Тие беа поискусни од нас, тие што зедоа прво и второ место, беа многу поискусни од нас, бидејќи одеа пуќе години со ред. И така јас сум многу задоволна.
Да, сепак ова е едно искуство за тебе, па се разбира наредната година ќе очекуваме и повисоко место, бидејќи сепак и ти ќе имаш едно поголемо искуство. Еве, Ивана, колку ти си задоволна од самиот успех? Јас не сум толку задоволна со моето место, ама Ќе представува повеќе мотивација, еве, Да. така се разбира на наредниот пат да освоиш некое повисоко место. Колку време ти одзема тебе танцот? Освен оние проби, си вежбаш ли дома? да. Кој имам слободно време се вежбам заедно со сестра ми. Одлично. Еве, Мартин, ти? Како си задоволен од успехот? Многу сум задоволен и јас понекогаш дома вежбам, кога имам слободно време. Да, баш ми е драго и да продолжите со тоа да го правите. Еве ќе ја запрашам и вашата инструкторка. Колку вие сте задоволни од целиот успех кој што го постигнаа вашите ученици? Па јас искрено сум прво изненадена многу за успехот што го постигна, бидејќи се сепак некои од нив почетници. Значи, за 2 месеци да излези во конкуренција со танчери што играат, да речеме, година, 2 и 3, и да освојате и трето место, значи не многу ме изненади, посебно Петра. За другите од прилика, значи местата ги очекував и најзадоволна сум од нивната мотивација за танцот, тоа што сакаат самите да кажат, да измислат, И да храброста. пробат. Да. Да, и храброста пред Да. се мора да се спомене, бидејќи нашето време кое што е предвидено за попладневната програма Пелагонија на дланка полека истекува. На самиот крај ќе ве запрашам кои се вашите идни планови. Филип кажа дека се спремате за ново надпреварување во Охрид во август, можеби припремате нова кореографија, што да очекуваме од вас во догледно време? Па наредно сакам малку да ги спојам и другите вечиња, значи нови што се запишаа и старата група, да направиме една поголема кореографија, пошто тоа во август значи е стриктно хип-хоп такмичење, нема други категории, да речеме латиноамерикански танци, балет или слично нешто. Значи, сакам да ги спојам во една голема група околу 20 на деца и спремаме со постарите танчери дуа и со нивна група. Да. Јас ви посакувам премногу успех на сите вас, уште многу награди, се разбира уште многу кореографии, да го продолжите ова да го правите, верувам дека сите уживате во тоа. Да. Ви благодарам многу што бевте мои денешни гости во Пелагонија на дланка. Еве само на самиот крај би ве замолила уште еднаш да повториме околу вашата локација и се разбира каде може да ве контактираат сите кои што сакаат да видат дел од вашето студио. Значи, сите кои што сакаат да се запишат се добредојдени, можат да не најдат во местната заедница Борис Бастерот, позади Пелагонка 1 кај малото училиште Даме Груев, на телефон 078353806 или на Facebook Dare to Dance профилот и фан страната Dare to Dance студио за хип-хоп и модерен балет. Ви благодарам уште еднаш за вашето гостување. Благодарим и за поканата. Почитувани гледачи, тука е крајот на уште едно издание на попладневната програма на телевизија Орбис Пелагонија на дланка. Јас верувам дека го задржавме вашето внимание, а вие се разбира останете и понатаму на нашата фреквенција.